Благодарам, почитувана председателка. Ајде на кратко само да освежи меморијата на граѓаните, бидејќи сметам дека е безобразно. Не можам да надам друг збор. Вака како излегувате еден по еден, па покажувате грижа за граѓаните, а 7 години бевте на врвните државни функции, имено имавте и голема политичка моќ да решавате проблеми, но не ги решававте. И на некаков начин не можам да поминам над цинизмот кој што го прикажувате, а вие па 20 години, немојте вие да коментирате од место, затоа што почнавте од Груевски, па терате 20 години во системот, а вака мерите ефектот од вашето политичко делување еднаков на нула, но потом кога имаме и директно да се соочиме, ќе ви го кажам овој на било кој формат или на било кој форум. Ајде да се вратиме сега за земјоделието. Почитувам господине Николовски, јас имам една дилема која што сакам да ја поразговарам со вас и да одговорам на едно прашање. Ако е така како што вие кажувате, зошто резултатот на последните избори е 4 пратеници СДСМ, а 14 ВМРО ДПМН? Значи има нешто кое што не се случува. Сега, тука доаѓаме до еден друг заклучок. Или вие укажувате дека народот изгласал така како што не треба, или сакате да го навредите, дека гласал за нешто кое што било важно ветување така натака, или ве казнил за вашите лоши политики. Практично јас ве разбирам и го ценам тоа што и вие и колегите кои што седите до оваа страна, сакате да возвратите некако на партијата, опозиција сте и вие треба да го правите ова. И ние тука немаме никаков проблем, но сакаме да дебатираме и да аргументираме. Практично граѓаните во оваа држава секогаш носат правилни одлуки и секој од нас греши кога ги подценува. А вие имате таков нарав, таква генеза 34 години да ги подценувате нашите граѓани. И не ја влечете лекцијата од изборите, каде што само како Халиева комета која што доаѓа на секој 72 години, на секој од циклус од 16 години нешто ќе се случи, ќе победите еднаш на избори и веднаш потоа ако направите една анализа на првите наредни ја губите поддршката од граѓаните. Ајде да се вратиме на земјоделието. Прво сакам да кажам неколку работи. Јас не сум експерт, но ќе комуницирам од програмите. Па добро, сега Николовски, дали сум или не сум, сепак сметам дека граѓаните ми дале доверба и сакам да разговарам за прашањата. И ако видиме по портфолиото кој што има помогнато, јас сметам дека за овие 12 месеци, дури како пратеник заедно со овие луѓе, имаме повеќе направено за земјоделците отколку вие што имате 7 години. Да, затоа ќе се видиме сега на локални избори. Ќе ви набројам неколку работи. Еве вака. Ајде да започнеме од почеток. Вие кога ја напуштивте функцијата министер за земјоделие, ќе се сетите дека имавме тука еден ребаланс. Ќе збориме и за Лозово. Во тој ребаланс ние предвидовме дополнителни средства да исплатиме субвенции. Зошто? Затоа што генијалците од оваа страна, вклучително и министерот, намерно знаел дека нема средства за субвенции и не ги исплатил. Исплативме субвенции, господине Николовски. Понатаму, рекордна откупна цена на тутунот, рекордна откупна цена на грозјето. Закон донесовме за стокови резерви, да не вашите луѓе онаму каде што ги уценуваа земјоделците повторно го откупуваат, туку за да откупува државата директно од нив. И неколку ставки. Зборувавте за водоснабдувањето. Еве, ако видите на страна 89, господине Николовски, вели програма за наводнување на Македонија за 71% зголемено. Ако идеме водостопанство за 51,394 милиони зголемено. Ако одиме по другите програми, земјоделство, развој, секаде е зголемена ставката. Значи да зборуваме за конкретни дела и да зборуваме за конкретни проекти. Драго ми е што зборуваме за Лозово, за неколку месеци ќе зборуваме за буџетот, па ќе видиме како ќе се изјаснат граѓаните и ќе имаме покристална слика. Дали некој кој што ги водел сега политиките сгрешил или некој кој што ги водел претходно бил управо. Се извинувам председателке за времето.